Добар ден и од мене, ова е стартот на новото издание на емисијата 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за аутизмот, комплексно нарушување кое што влијае на мозокот и доведува до низа комуникацијски и социјални нарушувања на способностите кај децата. Во Европската унија има едно лице на 100 дијагностицирани со оваа состојба и токму поради тоа многу често се зборува на тема аутизам. Во студиото денеска е професор доктор Владимир Трајковски, председател на Македонското научно здружение за аутизам од Филозофскиот факултет во Скопје. Добре ни дојдовте. Добре ви најдов. Благодарам за поканата да бидам ваш гостин денес. Денеска ќе зборуваме за аутизмот, но од еден поинаков аспект, на кој начин родителите може да се вклучат за да им помогнат на своите деца кои што имаат ваква состојба, односно ваков проблем. Едно истражување за аутизмот објавено во Лансет покажува дека симптомите кај децата со аутизам во голема мера се ублажуваат доколку родителите посетуваат обуки за комуникација со нивното дете и за разбирање на начинот на кој што нивното дете размислува. Дали се важни обуките за родителите, бидејќи пак искуството покажува дека родителите се оние кои што им помагаат на аутистичните деца, а не медицината? Одлично ви е прашањето. Благодарам што го поставивте, бидејќи тука акцентот е удрен на родителите во нашите последни активности во последни години. Родителите, јас во мојот прв учебник за аутизам велам дека треба да станат студенти за аутизам, бидејќи тие се 24 часа со своите деца кои што имаат аутизам и тие морат да научат одредени детали и морат да научат како да се справат со сите оние предизвикувачки состојби на предизвикувачко однесување кои што го манифестираат децата или како да ја подобрат нивната социјална интеракција. Само би дополнил дека многу повеќе можат да помогнат отколку например некои други лекарства, иако не би исфрлил вие во вашето прашање, споменавте дека медицината не може и медицината доста да помогне, но сепак родителите се тие кои што треба да научат како да ги разберат своите деца и што во секое време, бидејќи тие кога врискаат, пискаат, ако родителот не е доволно обучен, нема да знае зошто неговото дете. А тоа често пати таквото однесување може да биде заради тоа што детето има, например, цревна инфекција со Candida albicans, па тоа го прави многу нервозно. И они мора да ги знаат тие медицински сознанија за да можат да реагираат и како да се справат, да преземат чекори прво за уништување на таа габичка, а потоа и исто така како да се справат, например, кога детето вриска и писка во маркет, бидејќи тие деца не се шизофренични, не се луди и обично, особено во нашата популација, другите лица кои што се нашле во маркетот, чудно го гледаат родителот, и сега обуките кои што родителите ги добиваат, например, добиваат и насоки како да се однесуваат во таква ситуација. Како да постапат, како да го смират тоа предизвикувачко однесување кај детето. Аутизмот опфаќа различен спектар на нарушување. Што се може да се најде во таа категорија на состојба? Значи, аутизмот не е болест, тоа да нагласиме. Да, сум кажал во повеќе наврати, аутизмот не представува болест, тоа е состојба или нарушување кое што е доживотна според дефиницијата на Американската психијатриска асоцијација и од 2013 година веќе се нарекува аутистичен спектар на нарушување, каде што влегува класичниот аутизам или така наречен Канеров аутизам, потоа влегува Аспергер синдромот, влегува детското дезинтегративно нарушување и влегува первазивни развојни нарушувања кои што не се специфицирани на друг начин или уште во литературата познати како атипичен аутизам. Порано влегуваше и уште една состојба Рет синдром, но од 2013 од мај 2013 веќе е исфрлена таа како посебен ентитет, бидејќи точно се знае кој е предизвикувачот и не припаѓа веќе во оваа група на аутистичен спектар. А се случува ли децата да бидат погрешно дијагностицирани? Секое одстапување од нормалниот развој да се поистоветува со аутизам? Тоа како се случува, особено во Македонија, многу често децата со аутизам се дијагностицирани под други дијагнози или пак може да се случи да не е аутизам, а да добие дијагноза аутизам. Тоа е прво заради недоволното познавање на докторите по медицина за аутизмот, бидејќи тоа не се ни учи на медицински факултет аутизмот како проблем. И може да бидат заведени родителите да го
по друга дијагноза да биде детето дијагностицирано, на пример, што се случува во Македонија, како шизофренија, како интелектуална попреченост или порано ментална ретардација, или пак како развојна дисфазија, често пати се дијагностицират аутизмите, а се работи за класичен аутизам, и тоа е стручна грешка, вициум артис се вика во медицината. На запад, во високо развиените земји, за тоа и се одговара судски ако докторот даде погрешна дијагноза. Кај нас се уште не сум чул дека некој колега или колешка одговарале пред судот за погрешни дијагнози, но сметам дека треба да се внимава и едноставно да се едуцираат и педијатрите и детските психијатри, па и општите лекари за оваа дијагноза и веќе конечно да ја даваат таа дијагноза. Вие рековте во Европска унија точно 1 на 100, во САД имаме 1 на 66, на едно дете на 66 живородени деца, да, каде што добива епидемиски размери. И токму заради тоа нашето внимание е насочено како здружение на тоа. Да ги вклучиме гледачите со нивни прашања на 3076-677, доколку имаат некоја дилема или пак некое размислување поврзано со денешната тема, слободно може да се јават и да се вклучат по програма. Позитивни пристапи кон аутизмот, мислам дека така се нарекува програмата која што е посветена за едукација на родителите, опфаќа неколку модули. Ќе се задржиме денеска повеќе на тоа што опфаќа оваа програма. Децата со аутизам учат визуелно. Зошто тие можат да учат на ваков начин? Значи, тие имаат во принцип проблем со учењето, но на визуелен начин би можеле да учат. Може ли да ни појасните зошто е тоа така? Токму така, прво ќе појаснам до вас и до вашите ценити гледачи за програмата која што представува дел од ЕСИП проектот. Тоа е проект финансиран од Европската унија преку Еразмус плюс програмата, во кој што Македонското научно здружение за аутизам во последните 2 години активно учествува како активен партиципиент заедно со колеги од Англија, Белгија, Хрватска и Кипар. И таа програма опфаќа 6 модули, од кои што еден модул е за сезо учење преку слики и значи тоа обучувачи од Англија и од Кипар дојдоа во првата година и одржаа 3 обуки со родители. До сега се опфатени околу 69 родители во главните модули, има околу 36 од дополнителни предавања што организиравме, вкупно 7 такви обуки организиравме. Да напоменам дека се бесплатни тие обуки, имаме и уште една година време трајање на проектот до август 2018, така што уште 1 до 2 обуки планираме за следната година. Тоа е од голема помош за родителите, кои што на ваков начин сега може да му помогнат на детето да научи нешто да учи. Да, секако. Што е проблемот? Зошто мора да учат на визуелен? Проблемот е во тоа што децата со аутизам имаат проблеми во комуникацијата и социјална интеракција, имаат проблеми во говорот, а утврдено е дека со испитувања, научни испитувања, дека имаат страшно добра фотографска меморија, кога ќе го видат сликата и они најубаво учат преку таа PECS метода, на пример, Picture Exchange Communication System. Че визуелно подобро да му кажете на детето да слика од тоалет, отколку да му кажете дека е ова тоалет, на пример, и затоа сите поими, основни поими, на нив им се прави еден распоред на слики. И исто они сакаат строго структуриран распоред во текот на денот и во текот на неделата, и така полесно може да се функционира со нив и да се работи кога од понеделник до недела точно преку слики кои што означуваат дали треба да одат во училиште, ако треба да оди на училиште, нели се црта обично детенце со чантата на рамења или се црта училиштето и така натаму. Ако треба да оди на доктор, амбуланта и така натаму, значи сликовито, фотографската меморија најдобро учат преку слики, а не да им се говори, особено па не сакаат сложени реченици, туку треба кратки реченици и тие да бидат директивни насочувачки кога им се дава одредена задача. Докато вклучиме гледачот, а потоа ќе придаме на моето следно прашање поврзано со комуникацијата со овие деца. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав во вас и гостите. Благодарам. Сакам да прашам која е, дали има фиксно ограничена граница за појава на аутизм, значи до колку годинки се знае дека може да се забележи аутистично дете? Така. Ви благодарам што се јавивте. Ова е многу често поставувано прашање. Да, тоа го имам одговорено нели порано, но добро, гледачката изгледа
не го гледала моето гостување на Телма и на други македонски телевизии. До 3 годишна возраст, тоа е стрикно прецизирано. Значи, аутизмот може да се јави до 3 годишна возраст. Дете кое што нормално се развива 6, 7, 8 години, не може на 8 години да добие аутизам. Мислам дека... Така, значи горната граница е 3 години. Да. Во однос на комуникацијата, овие деца често пати имаат проблем со вербалната комуникација. Да. На каков начин родителите може да остварат комуникација со своето дете? Каква е таа невербална комуникација? Па тоа се нарекуваат алтернативни методи на комуникација кои што се применуваат во третманот на аутизам и ние на нашите обуки ги подочуваме за тие. Значи тоа е една од методите Picture Exchange Communication System што го спомнав, потоа да учење на знаковен јазик. Значи се учи знаковен јазик и токму колегата Рон Фортуна од Англија има едно интересно видео кое што им го прикажува со помош на одредени знаци, точно се учат оние најчесто употребувани поими и на тој начин кај децата кои што не се вербални, такви се од 40 до 50% од целокупната популација на деца со аутистичен спектар, значи нема никаков говор, се учат тие алтернативни методи на комуникација и ги има многу, сега да не завлегуваме во детали, бидејќи сепак ова не е предавање за постдипломци по аутизам. Тие деца имат и сензорна чувствителност. Какви последици остава таа сензорна чувствителност? Малце само би ве коригирал, пречувствителност. Значи имаат или пречувствителност или помала чувствителност, или премногу или премала. Да, или премала. Сите имаме ние чувствителност сензорна, но они имаат или хипосензибилност или хиперсензибилност и тоа на сите сетила. И тоа е многу голем проблем. Порано не се знаело за тоа во литературата, но во последните 10 па и 15 години, дури во дефиницијата, поширока дефиниција за аутизам, задолжително се става и таа сензорна пречувствителност. Сега родителите тоа, бидејќи често се тие лаици, не се ниту доктори, ниту дефектолози, ниту психолози, некогаш може и да бидат, нели? Но дури да се доктори, може да не ја препознаат таа. Има одредени испитувања кај што, например, детето ако се најде во еден отворен простор, односно во затворен простор каде што, например, има гласна музика и ако ги затвара ушињата, тоа има сензорна аудитивна пречувствителност. А може ли светлината? Може и светлината, да. Кога излезе надвор, ако е сончево пресветло, тоа да му пречи на детето? Тогаш, например, се користат обавезно очила за сонце, мора и да избегнува премногу престој, затоа што тоа ќе го прави него доста анксиозно, нервозно, агитирано да биде, да прави проблеми. Значи, сите тие или хипер чувствителности доведува до едно несоодветно однесување потоа кај детето и мора да бидат детектирани од страна на доктор или дефектолог и третирани. Например, знаете дека во Скопје и во Македонија веќе се отвараат сензорни соби. За таквите деца сензорните соби се идеални за третман на тие, зависно може да имаат и тактилна пречувствителност. Па има разни видови на четки за масирање и така натаму кои што се употребуваат за масажи или оние пилатес топки, исто така се одлични за децата со аутизам. Децата со аутизам се често пати социјално комплетно незаинтересирани, односно тешко остваруваат комуникација со други луѓе. Да. Можат ли родителите и тука да помогнат да поттикнат таа нивна социјална активност? Да, можат. Ние на обуките ги учиме и за тие социјални интеракции и социјални приказни. Така се нарекуваат, тие се лиценцирани социјални приказни, каде што нели како да се однесува детето ако е вербално, да отиде во продавница и да може да плати. Значи значењето на парите, како да им го објаснат, како да плати, дека треба да стои во ред да чека. Затоа што децето со аутизам, да речеме, може и да не знаат првично дека треба па може преку ред да одат па да се доведат во незгодна ситуација, да бидат навредени или удрени од некој поагресивен човек. Потоа тие социјални приказни, например, сега имаме една магистрантка, она баш пријави пред неколку месеци магистерска теза
и до година се надеваме дека ќе ја брани. Тоа е доста интересно, каде што има квалитативно истражување како во нашата популација, тоа е прва таква магистарска теза во Македонија, тие социјални приказни ќе делуваат на децата од македонската популација и како родителите ќе бидат задоволни со тоа. На самиот почеток го споменавме неадекватното однесување, односно кога има испади во јавност, во продавници и слично, тоа е исто така дел од овие модули, значи однесувањето кое што е несоодветно, односно екстремно, како да се контролира. Дали е тоа една од најтешките задачи на родителите? Да, во право сте комплетно. Тоа е една од најтешките задачи и нашите обучувачи на проектот, па и нашите домашни, до тоа што од нашето здружение веќе 4 колеги и колешки се веќе обучени и тие последните обуки во Велес, Охрид и во Битола, тие ги држа наши обучувачи, кои што беа обучени од странските обучувачи. Најголем проблем е тоа. Значи, како да се справат со тоа несоодветно однесување и тука има специјални методи, како тоа може и на веб страницата, дел од презентациите се поставени www.sipp.eu, тоа е официјалната веб страница на проектот кој што го имаме, каде што се дадени одредени напастија, па така, ќе може да се информира детално за сето тоа. Ние успеавме и на македонски да има, покрај тоа што е на англиски главните содржини, но има одредени содржини и на македонски и таму би можеле да се информира дополнително. Гледачите да се информираат дополнително. Јас би сакал да проговорим и за онак што се дополнителни модули кои што се однесуваат на исхраната на децата. Овие деца често пати имаат рестрикции во исхраната, им се воведуваат рестрикции, односно безглутенска исхрана и слично. Зошто е потребно тоа и како кај овие деца да се успее да се воведе балансирана исхрана покрај бројните рестрикции? Тоа е исто така многу тешко да се воспостави кај родителите, бидејќи децата со аутизам се многу тешки, тие се навикнати да јадат само одреден вид на исхрана со одредена структура на храната, боја на храната и само тоа го јадат. Инсистираат само на еден вид еднообразна храна, што знаете дека од медицински аспект не е добро, не примаат доволно витамини и минерали. Во однос на пречувствителноста, тие се пречувствителни кон одредени видови на храна. Докажаме дека тоа и ние го докажавме во мојот докторат уште пред 15 години во нашата популација, а и во светската, дека одредена субпопулација на деца и младинци со аутизам се пречувствителни кон казеинот од млекото протеин и глутенот од житариците. И кога ќе се докаже, тогаш апсолутно треба да се исфрли овие намирници, млечни производи, леп, житарици, се што содржи глутен и казеин. Значи 100%, само 100% на диета може да има успех. Ако некоја баба или дедо на детето му потврдат нешто што содржи ова, тогаш ништо не сте направили. И тоа треба доживотно да се тера така. Така, значи на тоа треба строго да се внимава. Строго да се внимава и јас би апелирал доколку направиме уште една обука на оние родители кои што не биле до сега, ако правиме во Скопје, на размислување сме да правиме во внатрешноста, една сигурно ќе биде во Дебар или во Штип, ќе се договориме ние колегите во здруженијето, но ако има потреба и уште една во Скопје, да тие што не ја посетувале слободно да дојдат, бидејќи реков е бесплатна и ќе им користи. Обично ја правиме за викенд кога не работат родителите, кога се слободни, кога ќе може да најдат слободно време да се вклучат. И тие што иако доста дојдоа од Скопје, веќе имаат посетувана обуката и резултатите се импресивни. Тоа ќе може. Така ќе имаме и некои од родителите кои што посетувале. Се надевам дека некој би сакал да дојде и да го каже сопственото искуство. Да сподели искуства. Во однос на сонот, овие деца имаат проблеми со сонот, со спиењето. Какви решенија тука се нудат? Да. И зошто имаат проблем со сонот? За какви проблеми се работи всушност? Децата се будат навечер? Да, прво може да имаат неквалитетен сон во смисол да не можат да заспиат. Тоа доаѓа од целокупната нарушување во централниот нервен систем поради анксиозноста, поради нарушувањето на мелатонинот, кај доста од нив е утврдено нарушување на мелатонинот, а тој е познат како хормон кој што одржува будноста или сонот, значи кој што го регулира тој циркадијален ритам или тој ритам на дневна будност или на спиење кога ќе дое време. И кај таквите деца најдобро е да се советува, значи дневни активности во смисол на физички активности за да се добро заморат, значи вежбање, физички активности и за да може да спијат, така и некој ако има потреба дури се дава и
како синтетска форма овој хормон мелатонин го има и во Македонија во апотеките, така да тој кај голем број од децата го регулира сонот, дава подолго траен сон и поквалитетен да не се будат. Сега да не се разбереме погрешно со родителите, не е тоа кај сите деца, некои си имаат и добар сон, но одреден процент од децата имаат тешко заспиваат или ако заспиат се будат во текот на ноќта, плачат, викаат и тоа прави вознемиреност и на другите членови на семејството, така што понекогаш можеби ќе треба да се посети детски невропсихијатар, па можеби ќе треба и седација со медикаменти кои што би го седирале детето ако е премногу вознемирено, агитирано, агресивно, ќе мора и медикаментозна терапија, значи тоа не е исклучено. Дали пубертетот е проблематичен период за аутистичните деца? Пубертетот, како што знаеме, е проблематичен за сите и за невротипичните деца, а за децата со аутизам уште повеќе, затоа што кај нив тогаш хормоните буквално се нарушуваат уште повеќе, тие и во старт имаат некакви хормонални нарушувања, но во пубертетот, особено кај машките деца, тие стануваат малку поагресивни, дури и автоагресивни, така што тука треба многу да се ние во рамките на овие обуки даваме одредени напатствија како за сексуалниот нагон, дека децата и веќе лица, млади лица со аутизам се сексуални битија, дека и тие имаат потреба за мастурбација, дека и тие имаат потреба за сексуален однос, само тие не знаат како. Тие не знаат да се додворуваат, тие не знаат како да стапат во врска со партнерот, партнерката и на тој начин имаат големи проблеми во остварување на љубовни врски. Но ако веќе се со полесна форма на аутистичен спектар или ако имаат Аспергер, тие морат да знаат како да го изведуваат сексуалниот чин. Значи, тоа на тие обуки ние исто така даваме одредени напатствија во однос на пубертетот и исто така како да се справат родителите доколку имаат некакво докажано хормонално нарушување, тогаш ќе мора со ендокринолог да се посоветуваат. Така, значи мноштво корисни информации за родителите. Секако, да. На 1 ноември ќе се одржи конференција. Може да ни кажете подетелно кој ќе земе учество, какви информации ќе може да добијат родителите овој пат? Па и сите заинтересирани, нормално. Да. Конференцијата ќе се одржи, како што рековте, задутре во Музеот на македонската борба. За жал, местата се веќе пополнети, да, уште пред еден месец околу 120-130 имаме учесници, од кои што дел се родители и доста од стручњаци. Мене ме радува фактот што бидејќи преку мене одеше тоа регистрирање, околу 80% не ги познам тие. Тоа се значи некои педагози од внатрешноста, Битола, Прилеп, Струга, Охрид, Куманово, Штип. Имаме еден известен процент на околу 15 на родители кои што се пријавија, кои што биле на обуките, а и кои што не биле. И има доста, значи, дефектолози, има и некои поранешни мои студенти, така да ќе ме радува повторно да ги видам. Главно кои теми ќе бидат опфатени главно? Јас ќе ја отворам конференцијата со предавањето за учеството на МН за родителите и аутизмот во Македонија во последните 15-20 години. Ќе направам еден пресек на состојбите во Македонија, потоа следува професор доктор Девид Прис, кој што е и раководител со овој проект и ќе даде еден пресек за последните 2 години, што се случува со проектот, какви се импакти има. Инаку е, да напоменам, овој проект високо оценет од Националната агенција за образовни програми на Велика Британија. И потоа ќе земат учество колеги практичари што ги држеле обуките од Англија, од Кипар и од Хрватска. Родител, исто така еден наш родител од Македонија на дете со аутизам, ќе каже за неговото искуство со овој проект и за проблемите кои што ги тиштат родителите во Македонија, бидејќи ќе имаме представници од Министерството за образование и наука и за труд и социјална политика да ги искаже своите маки, барања и така натаму. И ќе има исто така практични презентации на видеа од сите 3 држави како родителите се задоволни или какво е влијанието на овој проект и колку им помогнало овие обуки, колку им помогнале во секојдневната работа со нивните деца. Вие долго време се работите со деца со аутизам. Ваш труд се најде во Светска енциклопедија. Исто така имате поглавје за аутизмот во една книга на еден професор од Индија. Добро сте го забележале, тоа ви благодарам. Лани ова време, точно знам, беше октомври крајот, јас бев во Брисел и добив покана од
професорот Фред Волкмар, тој е едно од врвните имиња во аутизмологијата, кој што е и главниот говорник на најсилното списание за Journal of Autism and Developmental Disorders, да направам поглавје за Македонија и аутизмот, така е насловено. И јас тоа успеав да го направам во предвиденото време и излезе некаде во мај, мисли, че ни година го имам во PDF, но за жал издавачката куќа која што сега да не правам реклама, нели странска, високо позната, ги има заштита на правата и не можам да го дадам отворен пристап, а неодамна добив и покана пред еден месец на еден професор од Индија да напишам општо поглавје за аутистичниот спектар на нарушување, каде што он прави една книга на англиски јазик, а Индија, знаете, околу 1 милиарда луѓе, така да тоа посебно ми прави задоволство, бидејќи тамошните студенти по медицина, по дефектологија, психологија ќе читаат. Се надевам дека ќе биде прифатено и дека ќе излезе. Тоа се уште не е излезено, но еве ексклузивно во вашата телевизија го кажувам тоа. Значи, се надевам дека во 2018-та би требало да излезе тој учебник и тоа мое поглавје таму. Спомнавте аутизмот и Македонија. Каков е бројот на аутистични деца во Македонија? Има ли некоја официјална бројка, некој официјален податок? Расте ли бројот? Има ли се повеќе родители кои што бараат помош? Па се повеќе, да, расте бројот, но за жал немаме официјална статистика. Нема. Да, нема регистар, тоа ви е општо познато и на вам и на вашите гледачи, но ние секојдневно во Сдруженијето добиваме нови родители, запознаваме кои што бараат било каков вид на помош, на типот на психосоцијална поддршка или каде да се упатат, бидејќи родителите кога ќе забележат дека нивното дете не е нешто во ред, веднаш стануваат конфузни, безпомошни, бараат помош и ние се трудиме на колку што можеме, иако не сме платени ние во Сдруженијето, ние им даваме поддршка, например, бесплатни диагностика можеме да им понудиме и насочување, но третманите сепак понекогаш мора да си ги платат ако не одат во некој од државните институции и тоа чини доста пари. Такви се условите во Република Македонија, за жал не сме богата држава да можеме да можат родителите да ги имаат сите бенефити како што ги имаат на пример во САД или во Велика Британија или во Холандија, во Данска, Шведска и така натаму. Бројот расте, тоа можам одговорно да го тврдам. Ние во Македонското научно здружение имаме регистар и од година во година тој број се зголемува. Што е најскапо во сите овие терапии? Како третман? Да. Сите применуваат алтернативни решенија? Сите спроведуваат се што ќе прочитаат на интернет? Да, не би требало се што ќе прочитаат, тоа е мој совет до сите. Сепак мора да биде evidence based, што веламе ние докторите, мора да биде докажано, базирано на медицински докази. Еден податок да кажам, да пример на аутизмот во Америка за 2015 има економско оптоварување на општеството помеѓу 167 милиарди и 350 милиарди. Така. Значи лицата со аутизам го чинеле американското општество помеѓу 167 и 350 милиарди. Така. Толку одвоиле. Така. Тоа говори се тоа колку чини. Да. Ви благодарам што бевте дел од 0M+. Се надевам дека ќе помине успешно конференцијата и дека ќе се видиме повторно. Ја многу ви благодарам што ме поканивте токму пред оваа конференција. Така. Тука го закружуваме денешното издание. Ви благодарам и вам за вниманието. Пријатно.